Во продолжение ќе зборуваме исто така на интересна тема, нешто ново вдека во Македонија, поточно за прв пат се реализира оваа платформа и веројатно ќе произлезат и многу други интересни оригинални идеи поврзани токму со NFT новата платформа поврзана со новата технологија, како што ја викаме блокчейн технологијата. Јас морам и да се потсетувам, пошто и на мене многу не ми се јасни овие нели термини, изрази и се она што поврзано со NFT, со токен, а тоа кога ќе го додадеме и модниот свет, веројатно ќе ни биде многу појасно од како ќе слушаме нашата гостинка која што имаме веќе во нашето студио. Ќе биде интересен разговор, така што проследете го до самиот крај. Велам здраво на Антонија Локвенец. Иначе во моментов како инфлуенсерка ќе те најавам, но претходно и долги години дел од модниот свет, што како манекенка, што нели интерно натре, сега и како лице кое што го представува првиот NFT fashion или првата NFT fashion платформа во Македонија. Така, да, јас многу рано почнав во модниот свет да работам, на некои 13 години ми беа почетоците и некако баш го стекнав тоа искуство од сите страни, како модел, потоа и пред камера, како глумица и некако баш од сите страни во последната година од кога сум инфлуенсер имав шанса да станам и дизајнер, да си креирам своја колекција, која беше така многу голем предизвик за мене да го реализирам сама. Па така некако и дојде до оваа платформа и до моабетот која креираше оваа идеја да се спои модниот свет со таа блокчейн технологија што сега во светот е многу актуелна. Од моабетот како може модниот свет да биде вклучен во таа нова NFT токен и платформа и да добие веројатно придобивки, нели? Повеќе придобивки во ова ново модерно дигитално време. Да, така кога се запозна, бидејќи јас сум таа страна на модниот свет, кога се запозна со основачите на првиот криптоклуб во Македонија, дојдовме до муабет и некако полека почна да се формира оваа идеја денеска што ја имаме како некој финален продукт што треба да се реализира тек сега. И така дојде до првата модна платформа која е поврзана со NFT токени или со новата криптотехнологија. Јас те слушам и ќе листам овде и веројатно ќе ни биде многу појасно од како ќе слушаме дел од деталите, нели. Прво ајде да објасниме за NFT. Што е NFT? Разбирливо за секој да може да разбере. Значи NFT е non-fungible токен или непреносив токен. Тоа се дигитални записи што имаме, дали се фотографии, дали се дигитални креации, слики, значи може многу различни работи да бидат, дури може музика да биде. И ние како личност која го има тој NFT токен на тој дигитален запис, ги имаме позадински сите информации дека ние сме собственик, прв собственик на тој дигитален запис. И единствен. Може да биде само еден собственик. Може да постои многу копии, но ние сме единствен собственик, како било споредба на Мона Лиза. Една е Мона Лиза, потоа има копии, многу лесно се препознаваат тие копии, но има една личност што има таа оригинална слика или тоа дело. Овде не може, исто така лесно се препознава што е оригинал, така? Бидејќи ги имаме ние тие информации позадински, што многу лесно се проверува дали се оригинални или дали се копии. Добро. Досегашниот начин на работа во модниот свет, ајде малку да го објасниме и што всушност ќе добие модниот свет со, нели, ова да наречеме, ајде дигитализација во еден збор. Прво ќе почнам јас како со искуство како дизајнер која креира мојата колекција, но исто така имам многу пријатели кои се млади дизајнери и се во тој модниот свет. Значи класичен начин на функционирање, нели секогаш кога имаме идеја, правиме некоја скица за тој дизајн како би сакале да изгледа понатака, но тука доаѓаат сите многу тешки чекори кои кога одлучуваме да бидеме дизајнер не сме свесни дека следата тоа е наоѓање финанси за да се реализира тој модел, потоа бирање на материјали, наоѓање на простор каде што ќе се шие, потоа модел, фотограф, фризер и така натака. Значи тука се многу голем број на ставки што ни прават проблем во креирањето на нешто. Значи дизајнерите се за креираат идеја не за останатиот дел од тоа да се малтретираат, да го пронајдат и да го финализираат тој производ. Сега платформата што прави, ќе се навратиме на NFT токени, значи како што кажав, секој дизајнер има некоја своја скица. Значи таа скица. Знаеш што сакав да те потпрашам? Овие скици веројатно рачно се цртаат, барем јас колку што сум гледал, нели? Како сега ова рачно ќе се дигитализира и ќе биде да речеме како NFT токен? Значи тоа се копира и се пренесува во дигитална форма. Но исто така ние сме во соработка со многу голем број на дигитални дизајнери кои прават 3D модели, кои ќе бидат дел од
тимот на оваа платформа, каде што секој дизајнерот кој ќе го нацрта, они може да го направи дури 3D, затоа инвеститор или личност која сака да инвестира во тоа, ќе може многу побаво да замисли како ќе личи тој финален продукт. Режија, може слободно да ги споделувате, ги имаме овие скици нели кои што ни се овде, ги имаме во дигитална форма. Во дигитална форма ги имате, така. Да ги презентираме дигитално, да не мора ја овде рачно тоа да го правам. Добро. И кои се решенија ги нуди, да речеме, ова нова технологија, ова нова за прв пат платформа во Македонија? И уште нешто, ај после да потпрашам да не. Ајде ќе почнам јас, да, има многу прашања за прашање, да. Значи кога ќе се прифрлат овие во дигитални записи, овие скици на дизајнерите, ние како платформа ги пласираме на нашата платформа и инвеститори имаат шанса да си ја купат како NFT токен, како што напоменавме, да си ја купат таа скица. Сега, интересниот дел е тоа, бидејќи најчесто во тој крипто свет, блокчейн технологија, се тоа е дигитално и останува дигитално. На нашата платформа со таа инвестиција во секоја скица, дизајнерот креира две парчиња на креации. Едната ќе биде по тој што го купува NFT токенот, уствари ние, јас како купувач ќе ја купам оваа скица и го сакам овој модел, добивам по мерка дизајниран. Тоа што сум го купил во дигитално си го добивам како облека, да, добро. Значи по мерка креирано за вас. А понатака се креира само уште еден модел кој што ќе биде за рекламни, нели, како рекламен материјал кој ќе биде за реви, за јавни личности, за ама нема да може да се умножува, да речеме, во тука доаѓа интересно. Да, добро прашање. Добро. Доаѓа интересниот дел, бидејќи ќе имаме многу голема, ќе имаме опција вие како инвеститор да ги откупите сите права на тој дизајн, и сега да збориме дека можеби некоја луксузна хаљина или некоја јавна личност сака да носи еднаш и тоа веќе никогаш да не се произведе, има шанса да ги откупи правата и никогаш веќе да не се креира тој модел. Но, исто така, доколку не ги откупи правата, туку ја купи на основна цена на таа скица, потоа секој пат моделот ако се креира повторно, инвеститорот и дизајнерот заработуваат пари. Тоа е предноста дигитална технологија. Во случај, ако сум инвеститор, да речеме, ја купувам ова, сега добро, машки модели не гледам дека имаш. Па може има тука нека. Но добро, еве за мојата така сопруга, еве хаљина. И јас ова, добро речи, да видите што сум одбрал. Да, па после ќе продолжите со скица. Значи, еве за мојата сопруга, да речеме, ова во дигитално го купувам, нели, како NFT, вложувам одредена сума, сите имаат сума одредена, цена различна во зависност од моделот, но не во типот на надавање аукција, него си има официјално. Има опција на аукција, но тоа ќе зависи од самиот дизајнер како сака он да го представи својот дизајн. И јас ова го купувам и да речеме ти си дизајнерката на ова, на овој цртаж, јас си го имам како единствен цртаж NFT фотографија откупена и на домашна, односно ајде да го речеме условно, на домашна адреса ќе стигне ваква хаљина за сопругата, нели? Во точните мерки што и се потребни, за висината, за нели обемот, за секој дел. И доколку јас сум откупил само за таа цел, може и во производство, односно може уште една хаљина за да речеме твојата следна ревија. Така некако би го објасниле се во. Сега, секој пат ако не ги откупите правата и тоа се произведе, да речеме, за уште 5, 10, 20 луѓе, вие зашто сте првиот инвеститор во идејата, добивате, значи, пари ви се враќаат вас на сметка, бидејќи сте инвеститор. Ако се согласам дека може ова да оди во големо производство, нели понатаму да се продава, јас добивам процент. Ако имате добар вкус, многу пари ќе направите. Малтене собственик на оваа креација покрај дизајнерот. Заедно со дизајнерот се собственици на креацијата. И сум вложил во проектот. Видиш ти. Добре, за сите страни задоволни. Да, кажи ми, може ли секој да речеме да си дозволи да купи одредена фотографија, одредена NFT, цените како би се движеле? Сега нели ќе има сигурно од до? Да, значи ние не можеме да кажеме како би се движеле цените, зашто морам да дефинирам сега тука се некои модни парчиња кои се за облека се и текстил, но тоа може да биде накид, може да бидат обувки, може да бидат нели купачи, таква нешта. Значи има многу различни делови што паѓаат под модниот свет. И нормално таа цена би зависела многу и од материјалите кои што дизајнерот смета дека се потребни да се креира таа нивна визија, они што ја замислила. А кажи ми, веројатно искомунициравте со голем дел од дизајнерите. Како тие реагираат после објаснувањето? Дали ви се приклучија, дали тие исто или дали повеќето дизајнери во Македонија ќе влезат во
оваа платформа? Имаме многу убав како се вика фидбек и одговор од дизајнерите до сега што ги имаме видено. Ние сме во контакт со многу од факултетите каде што се учи моден дизајн и во следниот период одиме на состаници, ја презентираме идејата, нормално слушаме и критики и пофалби, за да можеме ние да креираме нека платформа која што стартно ќе биде совршена, да крстиме, не може да биде совршена, но може да ги слушаме сите тие забелешки, да пред да основаме платформата да ги тргнеме, нели, зашто да не. Да. Имаме многу добар фидбек, многу ми се свија, спремни се да бидат дел од платформата. Ние имаме некои желби тоа на регионално ниво да се реализира стартно. Имаме најава на крајот на јуни дека ќе организираме регионална работилница, каде што ќе ги поканиме дизајнерите нормално од повеќе земји на регионов, каде што може да се запознаат со платформата, како се користи, но исто така ќе им дадеме шанса да се нешто да пробуваме да реализираме во физички продукт. И она што ме интересира, вакви платформи по светот? Па не постојат. Единствени сме овде од Македонија. Браво. Па зашто да не може од кај нас нешто да излезе убаво нешто? Така е. Да, NFT се повеќе нели зема замав и е се популарно, но еве конкретно зборуваме за ваква модна фешн платформа, смислена овде во Македонија, зошто да не? Па зошто да не? Имаме стварно многу убави луѓе со многу убави идеи и се надевам дека ќе успееме да реализираме како сме замислиле, зашто барем ние од досегашно искуство и коментари сметаме дека е нешто многу револуционерно. Да, јас ви посакувам навистина успех, револуционерно да, и веројатно ќе си доживее успех со оглед на тоа се ова што ти го објасни дека е добро осмислено и ќе може да се поврзат инвеститорите, креаторите и на крај купувачите се воедно за да можат да излегуваат убави нели модели и понатаму да се развива се она што го имате како план. Да. Благодарам. Благодарам многу, сакам да напоменам дека сите кои сакаат да бидат дел од платформата, може би се дипломирани дизајнери или имаат голема желба да бидат дизајнери, ова како јавен повик нека биде, слободно да ме сконтактираат, најактивна сум на Инстаграм, Инстаграмот ми е Антонија Локвенец, нека ми пишат, би сакала да стапиме во контакт да видиме дали може да бидат дел од нашата платформа. Така е, ете, информациите ви се достапни денеска во секој момент, во секоја секунда. Да. Ти благодарам уште еднаш, тука сме да следиме како се развива платформата, информирајте не, викајте не. Дај Боже да ве поканиме негде во странство, некој настан поголем. Така е, викајте не и ќе ве викаме, тоа и го правиме. Супер, фала многу на покана. Па ете така, одиме сега за кратко во кујната да го подготвиме денешниот оброк на денот, а после и уште гости и соговорници овде во нашето студио до 11:30.